Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Дансе Макабре со своето 459-то издание, кое што е составен дел од серијата на епизоди на Дансе Макабре, именувани како Раритет, односно неговата петта итерација, кое што се специјализирани изданија на оваа емисија, посветени на прегледот и анализата, односно рецензирањето на новите албумски остварувања на домашната музичка сцена. Како што веќе неколку пати сум напоменал, епизодите на емисијата насловени како Раритет конкретно се посветени исклучително на домашната музичка сцена, кои што се јавија од потребата да се слуша и да се говори за домашната музичка продукција во неможност да се поканат гости во студиото на Канал 103, иако во мене тлее потребата да се слушне нова македонска музика, односно да се коментира за незиното создавање и пред се доближување до слушателот. И откако го започнав овој рефлективен серијал на изданија, во кој се обидувам да направам своевиден преглед и анализа на новите музички творби кои што се раѓаат на домашно тло, согледав дека и тоа како имаме причина да се гордееме со квалитетите на домашната музика, која воопшто не заостанува за светските текови, меѓутоа никогаш не смееме да ја занемариме низината убавина. Тука се крие потребата од именување на епизодите како раритет, затоа што домашните творби се уникатни постаменти на домашната култура, која станува најзначајен елемент за градењето на идентитетот на еден народ, затоа што се надоврзува на долговечната традиција на преданија, игри, митови, ритуали, традиции, пред се обичај. Се обидувам секој издание на Раритет да блика со диверзитет, пред се во селекцијата на изданијата, кои ќе бидат подлегнати на рецензирање, целејќи да направам еден постмодерен печворк на најразновидна музичка традиција, која планира од разноврстен извор, но таа нитка на најразлични искуства, импулси и начела, се надевам дека ќе ви ја доловат богатата перспектива на сето тоа што можеме да го наречеме културен бит. Затоа се одлучив и овој пат да има изданија кои што се реминисцентни и на џез музиката, и на метал сцената, и на хип-хоп културата, и на модерната класична музика, во оваа синтеза која што ќе ви ја понудам под името на Раритет. Број 5. Во текот на ова издание ќе слушаме музика од новите албумски остварувања на Next to Silence, A Cursed Day, се извинувам, Контранапад и Дино и Мери. Односно, на почетокот на емисијата ја слушнавме композицијата Сауко од Next to Silence, која што се наоѓа на нивното ново албумско остварување, кое што го именува со називот 3 точки. И во продолжение слушаме уште една композиција од овој албум, односно ја слушаме Нутка. Дансе Макабре е емисија во која 12 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Целта на емисијата е да се доближи квалитетната музика до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 459 пат. Јас сум Владко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 459-тото издание на емисијата Дансе Макабре, во кое што ги слушнавме прекрасните звуци кои што планираат од првото албумско остварување на Next to Silence, именувано како 3 точки. Станува збор за скопски џез бенд кој го издава своето албумско првенче на 8 октомври минатата година за Скопски џез фестивал Рекордс. Односно, запознаен сум со постоењето на композицијата Skyward, ако не грешам, одсвирена на Прилепскиот џез викенд во 2014 година предходно, која што сведочи за нивната предходна соработка, но и дел од членовите на бендот долго време свират заедно во повеќе бендови, така што убеден сум дека многу лесно било воспоставувањето на музичката соработка помеѓу нив, а и се доста активен бенд на
со оглед на зачестениот број на нивни концертни настапи, така што се надам дека и во иднина ќе очекувам и повеќе изданија од нив. Бендот го сочинуваат Александар Николовски, кој што свири на флугерхорн, односно тој е член и на Фин проект. Филип Димишковски свири пијано и клавиатури, тој е составен дел од бендовите Брама Трио и Diamond Shape Hearts. Драган Стојковски е бас-гитаристот кој што свири кај Симон Киселички и во La Colony Volvox, и тапанарот е Гоце Наумов кој што свири во Сетстет исто така во La Colony Volvox. Во контекст на самиот албум, освен тоа што авторската музика се разбира дека припаѓа во рамките на делата кои што создава самиот бенд, со исклучок на петата композиција на самиот албум, која што е фактички обработка на композиција на Криштоф Комеда. Гласовите во третата композиција, која не се лажам, се на Каја и Веда Стојковски, а снимен е албумот кај Ивица Енкуловски Штраф, односно во студиото Алшар, така што продуциран е од страна на бендот и од Ивица. Извршен продуцент е Оливер Велопета и е истеден, како што веќе ви напоменав, за Скопје фестивал. Рекорд обивката ја е на Гоце Наумов и забележуваме нешто што треба да представува шкафче со простор кој што може да се користи за полици, но ако се земе во преносна смисла, добиваме едно визуелно поигрување со формите, кое што па соодветствува на прекршување на линиите и облиците во џез манир, кое што е доста делотворно во контекст на доловување на музиката која што ја нуди овој бенд пред се. Нивниот јасен музички израз се темели на меѓусебната инструменталистичка соработка, кај што се става акцентот на мелодиските делници и се остава повеќе простор да се развијат во слободен тек, кој незапирливо преминува низ формите, привлекувајќи во себе и елементи од world music категоризацијата, што па сведочи за богатото музичко искуство кое што го имаат членовите на бендот. И покрај ковид пандемијата има неколку настапи минатата година низ џез фестивалите широм државата и во неколку барови кои што одобруваат да се свири авторска музика, што веќе стана и своевиден ексклузивитет очигледно. Албумот го започнува композицијата која што можеме да слушнеме почетокот на емисијата, односно Сауко, која што го отвора делото со нагласена и разиграна ритам секција и соло на милозвучна клавиатура пред да се понесе да ја понесе мелодијата самата творба. Уште од самиот старт на делото можеме да посведочиме на музичката уиграност на овој бенд, кој умее да го успори ритамот за да дозволи вешти премени низ различните облици низ кои што тече инструменталната реч, па така и во оваа композиција се стивнува атмосферата за да дојде до израз самата сонлива клавиатура, која влече силно влијание од фјужн бендовите од минатото, така што Фокус и King Crimson неизбежно ми беше да ми дојдат мене конкретно на памет, додека се кали солото на клавиатура. Пред рефренски да се вратиме на лајт мотивот на оваа композиција, па настане уште еден премин, овој пат комплетно запирајќи го ритамот и давајќи етерични димензии на творбата, кај што одекнува трубата пред басот да го начне растечкото забрзување на ритамот, со што се воспоставува динамика на изведбата на солото на труба со оваа прекрасна градација која што се образува во композицијата пред да се финишира со лајт мотивот и остави простор клавиатурата да ги пополни празнините со ново соло, овој пат во соработка со трубата во одвоени фрази. Од имињата на насловите ќе заклучите дека има поигрување со атипични називи кои што си водат со сопствено значење, оставајќи простор за реинтерпретација, како што првата е можеби подвижна и како видра. Втората композиција е Нутка, која што започнува со едно кончерто ди пиано на кое се надополнува умерен ритам со таговна и елегична труба, која ја ткае на сечката мелодија, чишто фрази детално се развлекуваат и надоградуваат, и тавтолошко се навраќање на бранувањето на мелодијата, само за да земе залет трубата и да добие епски димензии, додека ритам секцијата со својот прекашан будно ја напластува творбата, враќајќи се на лајт мотивот, овој пат искажан на пијано, пред да биде надополнет со самиот дувачки инструмент, патуваме со
оваа композиција на наплиснувањето на Пацификот, носталгична, доволно за да си ги преиспитаме собствените одлуки во неа, да се навратиме на нив. Третата композиција е Цунами, која што започнува со напласнување на бранови и Дескилас, како го најавува на доаѓањето на самото цунами. Брановите одекнуваат и додека спорадичниот ритам се разлева, поддржан е со едно молско пијано, таговна труба која меланхолично ја провлекува самата елегична мелодија во потрага по нешто далечно, загубено, пред трубата да го започне своето соло, кое произлегува од самата мелодија. Умерениот ритам се бранува во позадина, создавајќи рвет врз кој што Александар може да ја надополни мелодијата, која извира од руините по надоаѓачкиот ураган. Јасна се излекува од меланхоличниот вајб со помош на оваа разиграна композиција, со речиси босанова ритам, кај што во манир на еден разигран танц одекнува мелодијата на труба, пред да се надополни пијаното со неговото вибрантно соло, една темпераментна композиција, каде што трубата се надоврзува со незиното фразирање, односно солирање, за да во епилогот да се развие на кратка, на изменична со пијано, пред да го слушнеме и самиот лајтмотив повторно. Може би го означува зороастринскиот принцип на обожување, може би е име на некоја си девојка, тоа ќе го оставам на вам да го толкувате. Каторна е петата композиција, обработка на мотивите на истоименото дело на Криштоф Комеда и неговиот квинтет, композиција која ја иницира дувачкиот инструмент, но е надополнета од фуриозната соработка на останатите членови со нагласени одсечни ритмички промени за комплетирање на фразите. Солото на труба си зема свое време и развлекува повеќе ноти, додека ритмиката контрапунктно и експлозивно се развива во позадина, надополнувајќи ја дифузноста, проследена со едно соло на клавиатура со слична боја како што беше на Сауко. Меѓутоа, тука доаѓа до израз и дифузноста на изразот, земајќи слобода нели да влезат во домените и на тој слободарски израз. Шестата композиција е Егри, еден етеричен синт ја започнува оваа творба со флојдовска димензија, надополнет со баси тапани, на кои се надоврзува таковната труба, композиција која го затвора албумот и си зема оддишка, делува како да се наоѓа во некој универзум на Lost Highway, нотите кријат недопрената и новитост под слоевитоста на одекнувачката труба, умерениот ритам и напластениот синт. Срамежливо забележуваме надополнување со соло на клавиатура во оваа атмосферична композиција со звучни левитациони способности, најдолгото дело на албумот, кое на прикладен начин го затвора ова поглавје од Next to Exit, кое во епилогот си поигрува со Twin Peaksовски осцилации пред да се вратиме на зачетокот на композицијата. Може да го реферира македонското село, но може и да биде одраз на креативното творештво на Лајош Егри, уште една констатација која ќе остане да биде отворена за интерпретирање и содржи енигматичност во својот исказ. Делото трае 48 минути, конкретно овој милозвучен албум, кој и тоа како нуди простор за повторно преслушување, но верувам дека со секое негово наредно слушање ќе посветите различно внимание на индивидуалниот израз кој што го имаат инструменталистите, како и предсезаемното градење на течението на мелодијата и незиното извивање во клисурите кои што ги прави. Би сакал да биде продлабочена соработката помеѓу клавиатурата и трубата, да се експериментира во синхронизирано фразирање помеѓу овие два инструменти, со тоа што нели би се добил впечатокот дека се води диалог помеѓу инструментите, а не само да биде едно кажување на сопственото гледиште и поголемо инволвирање пред се на ритам секцијата и да слушнеме по некое соло од нив. Таа диалектика би подразбирала и пламнување на самата ритам секција, нели како што можевме тоа да го слушнеме во делото на Комеда кое што беше обработено, така што во идеален свет сакам да уживам во нивниот елегичен призвук, но и да се надополни дивергентноста на изразот, затоа што ова се музичаришта,
кои се способни да стават уникатен белег на домашната музичка сцена и сакам да ги видам во живо оваа година на што е можно повеќе концертни настапи пред се. А за теоријата да се докаже во пракса, во продолжение ќе слушнеме и композицијата Каторна, со што за жал толку имаме време само да посветиме во ова издание на Next to Silence, со кој што топла препорака од моја страна е да го преслушате нивниот нов албум 3 точки. И потоа се враќам во етер да ви говорам за A Cursed Day, од кој што можеме и да слушнеме како една увертира, односно да ја слушнеме и Landscape of Sorrow. Уживајте. Вие слушате Радио Каон 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 459-то издание, именувано како Раритет број 5, односно издание посветено на новата македонска музика. Во овој сегмент на емисијата сакам да ви говорам за A Cursed Day, односно за нивното студиско остварување именувано како Tales of Silent Hope, кое што беше издадено минатата година. Станува збор за битолски пост-блек метал проект, кој е музичка легура на амбиенталниот призвук со влијание на дрон естетиката во колизија со блек метал музичкиот правец, создавајќи на синтеза која е категоризирана честопати како атмосферичен блек метал или па блек гейс, ако се земе предвид нели амалгамирањето помеѓу блек метал и шугейс, или пак во рамки на депресивниот блек метал може да се категоризира ова албумско остварување, доколку нели се акцентира меланхоличниот и дефетистички пристап на безнадежноста која ја истакнува пред се траорната мелодија во овој инструментален метал проект. Постметал влијанијата потенцираат дека се слика со ноти, односно елегичните пасажи на гитара, тоест мелодиите и хармониите сведочат за разурнувањето на иманентниот од една страна, но и на екстерниот свет и најчесто се врзуваат за пейзажно обликување на визуелниот приказ пред секој што го содржи музичкиот исказ на овој проект. Филип Даевски е комплетниот автор на музиката на A Cursed Day, односно тој ги свири гитарите и ги програмира останатите инструменти. Албумот е самостојно издание, кое што го објави Филип во септември минатата година и ја збогати и без тоа сиромашната под број 1 домашна метал сцена оваа година, но посебно замрениот блек метал сектор со еден уникатен албум кој што ретко имаме таа можност барем во историјата на македонската метал сцена да добиеме еден ваков атмосферичен блек метал албум. Во традицијата на скандинавските блек метал бендови, на обвивката на албумот забележуваме шума под снежна покривка, а како олицетворение на пред се некакво мистично место, кое ги крие недопрените тајни на универзумот, а истакнато е пред се и изведеното лого на самиот проект. Албумот го отвори композицијата која што можете да слушнете, Landscape of Sorrow, започнува со еден заумен синтесайзер, кој што е надополнет од експлозивна, спорадична постметал мелодија, која е синоним пред се за разурнувањето на световите, постигната со одмерен ритам, дисторзирани гитари, кои што ја везат апокалиптичната мелодија, која грее со невообичаена топлина. Најверојатно е тоа пламенот со кој што се уништува светот, додека не стивне, и го наслушнеме континуираниот одек, се извинувам, на синтесайзерот, кој содржи една своевидна мистика во себе, која што се нагласува пред се таговноста, предповторно да плисне постметал крешендото кое завршува во камбани. Композицијата гради еден пейзаж кој што посведочуваме како се шири една своевидна лавина на тага. Втората композиција е World of Ash, започнува на молска мелодија гитара, таговни рифови на клин како предвесници на светот кој ќе биде вивнат во пламен, со самото наплиснување на дисторзијата на гитара, која како свој контрапункт ја има клавиатурата, која ја надополнува атмосферичноста, пред да го слушнеме преминот кој е инициран од блекерската мелодија на гитара и бластови и дупли вас натапани, со едно надвиснување на фолк мелодијата во позадина, која делува химнично, пред да се издвојат само гитарите и клавиатурата и повторно да плисне одмерениот ритам на постметал
деструкцијата пред да се навратиме на почетниот клин, односно пепелта која преостанува во уништениот свет. Може би ќе никне од него некаков си нов феникс, тоа не знаеме. Третата композиција е Summoning of Nature, амбиенталниот почеток со навирање на шареноликиот сферичен пристап соодветствува на потребата од повикување на природата со сета нејзина раскошност. Амбиенталниот синтесайзер е проследен со спор ритам кој неколку пати се надоближува да ескалира со дисторзијата, но се воздржува, затоа што оваа композиција амбиенталноста пред се е во преден план, а тапаните гитарите се позадинска текстура во оваа сонична мешавина. Спорадичното темпо дури добива медитативни димензии. Композицијата упорно одбива да експлодира, сопира ритамот и отпочнува пред да забрза со дуплива си кецови, експоненцијално забрзувајќи со блекерската мелодија на гитара, давајќи интересен инвертиран изглед на конструкцијата на композицијата која води во Fade Out. Четврта композиција Path of Emptiness, гитарската black metal мелодија ја отпочнува оваа спорадична композиција која се стреми да ја отслика душевната празнина пред да се развие во еден масивен black metal излив на звук кој стивнува со успорување на ритамот и истакнување на мелодијата пред повторно да плисне со френетични гитари, озможувајќи да се расплинат гитарските лидови, подкрепени со дупливост пред да се промени нанизот од рифови. Петата композиција е Silence of the Night Forest, која што започнува речиси таму кај што завршува претходната композиција, слушајќи ги веќе препознатливото спорадично течение на творбите кај што се предводат од гитарските лидови пред да бидат надополнети од меланхоличен синтесайзер за творбата да добие симфоничен призвук, проследена и со вресоци кои се преточуваат во звучна мешавина, да баре се додатен инструмент во оваа музичка клисура, продирајќи низ тишината на шумата пред да се интензивира мешавината од кецови дупливост, кај што сите слоеви дополнително се истакнуваат пред да се затвори чешмата од која што истекува дисторзијата и преостане милозвучноста и пред се елегична бранова должина на синтесайзерот. Шестата композиција е Night of Melancholia, најдолгата творба која започнува со блекерска гитарска мелодија пред да се нагласат останатите инструменти проследени со еден неразбирлив брекерски скрим пред да се исклучи тапанот од равенката и да слушаме само напластување на рифови пред нов налет на постблек крешендо од вресоци. 40 минути брои ова издание, несомнено дека снимањето е најголемиот предизвик на овој албум кој за мене беше далечно ехо од метал сцената во Македонија од 2000-тите години, од каде слободно би бил сместен овој албум баш поради пригушената продукција, затоа што напластената музика не дозволува да дојде до израз пред музицирањето, кај што нема јасно поделен микс на звучната мешавина, но па тоа и создава и амалгамиран звук во кој се проткајуваат најразличните мелодиски линии. Сега факт е дека снимањето со помош на неквалитетна продукција би бил од една страна и естетски израз и осликување на бунтовноста против чистата продукција во САД, наспроти скандинавските black metal бендови во раните 90-ти години, но и делумно дефицитарност на опрема, што кога ги преслушувате нивните албуми, го добивате впечатокот дека се снимени во бунарот во дворот, кај што касетофонот се наоѓал на прспрат на куќата и на родителите им се кажувало да притиснат рекорд и плей во исто време за да се долови музиката која што се свири во бунарот. Ова е одлика на време и може би е инфантилно доколку некој сака да реши да се изрази во овој маниризам кој е пред се временска капсула, но денес потенцирам дека сме 2021 година и благодарение на модерната технологија и тоа како е олеснет процесот на снимање во домашни услови, што
може еден соло артист, нели, како Филип, да ги програмира сите инструменти и да ги сними во својот дом, што е едно од многуте one man band депресивни блек метал проекти кои имаат потреба, нели, за канализирање на нивната креативна енергија во овој облик. Иако јас би сакал да слушнам како максимално ќе биде искористена денешната технологија и неговата етеричност пред се, да се сними со помош на инструменти во студио, кај што различни музичари ќе соработуваат со Филип и ќе придонесат пред се со нивните креативни решенија за збогатување на звучниот ков кој што го содржи делото. Може би и во иднина би помогнали за изведување на албумот во живо, што во овој облик стравувам дека ќе ја сподели судбината на многуте one man band проекти кои ќе завршат само во дигитална форма. Не сакам тоа да се случи со овој бенд, туку сакам да видам една итерација во живо. Ќе биде Tales of Silent Hope одраз на ова време, но да се надеваме дека и самотниот, нели, автор ќе најде наистомисленици кои ќе му помогнат да го надоградат пред се неговиот иницијален, меланхоличен и депресивен призвук со демонстрирање на вештина за музицирање, што ќе биде бензин на пламените јазли во кои што ќе го гледаме како се топи светот и како се сведува на пепел. Заинтересиран сум да видам каде и како ќе се развива ова сонично патешествие низ тајновитите шуми кои што го започнува Cursed Day, од кои ќе и слушнеме композициите Path of Emptiness и Summoning of Nature, а потоа ќе се вратам во етер за да ви говорам за албумското остварување на Контранапад. Така што уживајте во A Cursed Day. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 459-тото издание на емисијата Дансе Макабре, во кое што ви говорам за 4 исклучителни домашни албумски остварувања, а во овој сегмент сакам да продискутирам за албумското издание на Контранапад, кој што представува хип-хоп бенд составен од членови на групацијата Зад Аголот, кои го имаат работен овој албум речиси една деценија, односно, како што имаат напоменато, првата композиција е снимена во 2009 година, а последната во 2019 година. Албумот е издаден за Зад Аголот во септември 2020 година. На физичкото издание насловот гласи Нека вози, а на дигиталното гласи уште еден ден, така барем е регистриран на самиот веб регистар, а јас ќе го користам Нека вози, на кое што е насловот пред се, на кое што гласи и на Bandcamp порталот на Зад Аголот. Односно во оваа групација може да изабележиме Ване Кна, Аце Кна, Марко Ѓурчиќ СВП, кој што ја работи аудиопродукцијата, наспроти Ване и Аце, кои што се самите мајстори на занаетот на микрофон, а микс и мастер работи Дарко Димитров. Станува збор за бумбап хип-хоп кој се потпира на семплување, длабок бит и пред се MC-ја кои што работат со флоу во израз на нивната лирика, која представува и пред се подсетува на музичката оставнина на домашната хип-хоп сцена од 90-тите години, осовршена во 2000-тите, наспроти модерните трап трендови кои што не ги милуваат авторите на оваа музика, односно станува збор за убав троубек на основата на овој музички правец, односно на квалитативните елементи кои што треба да го красат самиот овој исказ. Албумот го започнува поаѓање, односно Радио Кна, кое што е продуцирано од Даредата, кое што го започнува албумот со премотување на радиостаници, кај што на Радио Контранапад слушаме најава од страна на Ване за емисијата Нека вози, што испреминува во композицијата Нека вози, на кое што набасвири Бојан Рафаеловски, композиција со опасен бит и семплувано пијано од свингче започнуваат уште во самата композиција да го истакнува MC-ата, нивното флоу, надоврзувајќи се на дамнешните култни засеци од Аго, кои што ги потенцираат до реферирање на луѓе кои шизат на Рики Мартин траки, се издвојуваат дека има тврдокорен пристап, склони се на употреба на уличен речник, а останатите
останатите потврдувајќи дека стилот им е заклан одамна, погребан и фаќа црви, со опасни рими кај што Леси не се враќа дома кога нема леп и затоа сме овде роламе срања како баба Зумбула во тепих, како што потенцираат во еден нивен стих. Така што со оваа композиција демонстрираат и цврстина во нивниот израз, со смисла за хумор од другата страна. Се си има своја цена е третата композиција, каде што скреча DJ Okidoki, гостува Ice, започнува со различни семплови пред да експлодира басот, на кој се напоменуваат учесниците од Порта Влае, кај што се истакнуваат малските лудори на асфалт, потенцираат Prime Emerson Rap, рип на цената на зејтинот, умеат да истакнат композиција без рефрен, со семплови помеѓу строфите, додека филјанот не се претвори во кеш, додека испуштаат рецитали на масата на која што има ракија и салата, а на крај се истакнуваат джез семпловите на дувачките инструменти како и на самиот почеток. Четвртата композиција, Фанкот не е мртов, кај што се најавува насловот, дека фанкот самиот доминира како ритмичка поставка на композицијата, дело кое ги потенцира пред се вредностите до кои што се подпира и кои што и пропагира самиот бенд. Од првите барови се забележува еритистичка диалектика, кај што се даваат подучувачки сугестии за живеењето. Значи, тука се потенцира, сепак треба да се забавувате, дувајте и лудувате, ама треба и да се чувате, читате и спортувајте. Геймери не се нубувајте, жени вие се не кувате. Поентата, никој не е совршен, но пробувајте. Донеси бар позитивна енергија и смеа, добар совет е оној што го бараш ти на други, биди ферсекат, пружај рака кому треба. Пријателството е повредно од допир, пријателството е повредно од долар, евро, денар. Колку си среќен зависи од понашање, да се спремиш за утре и да заборавиш на вчера. Батали тајни на среќата и слични гомна, обкружи се со луѓе како тебе и си добар. Значи, ова се сугестии за подобрување на стадиумот на живење, кои што се сугерирани од страна на MC-ата, и рефренот е највпечатливиот лирски израз на бендот, која дефинира пред се доктрината, која што ја поседуваат во себе, кој гласи: многу сакаме да возиме на фанкови, бумбапови, а не ефтини трапови, тврди вистини, а не лаги приспевни, мисли си дека не се држиме до принципи. Петата композиција, Здрава храна, во кој што може да ги забележиме и Иван и Марко, како еден извадок од емисија за пред се гурмански специјалитети, која што започнува, на што се надоврзуваат емисијата со метафората за денешните генерации, насочена конкретно на нив, посочувајќи не ги храни децата со брза храна, а ако не ќе манџа, тогаш нека јадат лајна. Се со рефрен во кој што се потенцира нејади што се сервира на широката маса, нели, како една метафора за да ги индоктринира слушателите да размислуваат со собствената глава, а не да го земаат здраво за готово сето тоа што ќе им биде сервирано од страна на широката популација, која што е наменето, нели, за да ја контролира и да го остави закржлавен мозокот, а не да добие собствен развој со постојаното поставување на прашања. Битот е константен, додека се потенцира да не се подхрануваат пред се слушателите со брза храна, што асоцира, нели, на инстантно задоволување со квази музика, наместо да се сготви добра композиција која што бара вештина, нели, за крчкање и за зачинување на самото дело. Мало интермецо е уште едно интермецо од радио Контранапад, кај што се најавува претходната композиција од триото музичари на Триангл, саксофон и пианистот. Седмата композиција е Вечен студент, каде што така слушаме басот на Рафајловски, започнува на Бузуги композиција во која се истакнува заглавување на факултет, со немање мотивација да се стекне формално образование, што не му треба на ликот во држава во која што нема да го ценат. Истакнате студентскиот живот со 50 денари во джеб, кој што станува
бед, дали да купам цигари или да јадам леб, се суровите стихови за вистината во која што западнуваат студентите кои немаат мотивација да се посветат на чистење на испитите, кои книга фаќаат непосредно пред самиот испит. Одлично се доловува пред се сликата за чекање на возот на постојка на која што тој одамна има заминато. Од една страна е сатиричен ефектот на игривиот бит, наспроти ироничната лирика, која што се потенцира со фотошоп на табло, меѓутоа е сурова пред се вистината која што ја отсликува во себе. Осма композиција, Ситни души, започнува со фанки гитара и бит кој што доаѓа од четвртиот бар, што станува практика на самиот бенд, кај што се дефинираат како се развиваат ситните души, мравки што наумиле дека се слон, посакувајќи ситните души да ги снема, да гнијат под земја. Низ стиховите не само што се напаѓаат медиокритетите со амбиција да бидат лидер, туку се истакнува дека на квалитет гледаат со восхит и го ценат пред се својот труд за тоа што оставиле тука и коски. Деветата композиција е Една љута, каде што композиција без отпеан рефрен, но со скречеви помеѓу стиховите на окидоки, повторно бит во почетните барови, по почетните барови, низ долги години додека се создавал албумот, согледуваме дека е дел од артистот кој има што да каже, иако на крај ќе биде озијан, но штом пристапуваат на ритам, секако во Токио Годзила и во оваа композиција се фрлаат рими против трапери кои трчаат по трендот како кучиња по автомобили. Една одлична компарација, наместо да се потпрат на креативноста пред се и на нивниот идентитет. Мрачен и моќен бит содржи оваа композиција кој во секоја строфа секнува и започнува при нов скреч. Десетата композиција е Ние сме тимот, каде што мераклиите на фусови, басови и добоши ја истакнуваат својата љубов кон создавањето на траките, потенцирајќи дека тие се тимот ако треба да се изведе кило ќебапи, да се игра баскет, да се прави рап песна или па да се еват мајки. Музиката е игрива и во овој сајфер во кој што се опишува како се редат 12 момци да го одржуваат во живот битот со нивната бушава стиховна азбука. 11-тата композиција е Хромски хроники, кај што е еден хромски бумбап, додекаоштрат лирики кој секира за борба со рапков Фреди Кругер што потенцираат самите MC-ја, па само вие сањајте. Влагам соколец во срце, биди спремен вампиру, се заканите кои што ги слушаме од страна на рап артистите, се само неколку пред се од сентенциите во кои што се истакнува љубовта кон рапот на овој стилистички начин, со која што се најавува пред се композицијата дека има хардкор во себе, односно се воспева дивергентностите на самиот хром, кај што има рапери, има металци, шабани, шамани, странци, преваранти, коцкари, гангстери и криминалци. Значи се на куп со впечатливи скречеви на самиот рефрен. 12-тата композиција е Лоши момци, композиција во која што битот влегува на среде строфа, се дава опис за тоа како изгледаат домашните мафијаши кои што се загреваат со 2 бокала ракија, црта бело и 2 братучетки со 500 на сепаре, откако претходно ги спровеле матните сделки и решиле непријатели, глорификација на насилниот живот на криминалните идоли на престолот на црниот пазар. 13-тата композиција е малку поголемо интермецо, каде што водител во ова интермецо цитира стихови од една од песните пред да се збогува со слушателите, со едно Сан Ремо свингче позадина кое што оди како фон. 14-тата композиција е Мојот блог, ова е носталгична композиција во која што се реферира за аголот како и во други композиции и еден поздрав до малските херои, искористен семпл од Салунското пијана на Леноновата композиција Jealous Guy, но како што во неа Ленон се навраќа на своето минато, така и контранапад говорат дека во нивниот блог се играло джамли на ќар, а постарите од Мојот блог на табла фрла зар. И потенцираат на Мојот блог на старите пак си играа шах заедно со нив Иване кој не играше со нас. Уште едно навраќање на
убавините додека растеле членовите на овој колектив. 15-тата композиција е Два Кец. Во разиграната творба MC-ата влегуваат како Тимон и Пумба, Куна Махтата, се тресе цела џунгла. Фанки призвукот со трубите доаѓа до израз за време на самиот рефрен на оваа игрива композиција. И уште еден ден, 16-тата композиција, која што започнува со пеење на мелодијата на пијано, кај што се склепуваат пар битови, како Доктор Дре и Алхемист да ги прават со текстови на лист хартија, се оди кај пријател на кафе и рецитал, забележлива е магла од подрумот, каде што има фул муабет, друштвото ме прави среќен се потенцира и добро што денес е ден што наседнав да е месен, значи ден кој наведуме е обичен, се збираат пријателите кај веле како што се потенцира да скоцкаат песна, вечер ќе пијат и слават роденден затоа што денот се оформил пред се зад аголот. Да не заборавам дека ова е 43 минутно издание, ако не грешам, солидно време трајање, албумот и тоа како ги истакнува убавините на бум бапот, кој би се темелел на семплуван фанк сол и джез со мрсни битови и басови, и тоа потребно е и да се надогради темелот, сепак сме 2021, сакам јас битот да биде флуиден и да флуктурира, да се крши, да меандрира, тоа барем сметам дека треба да биде постамент на денешното модернизирање на бум бап, а се друго би било само полирање на носталгијата со пуштање на бит на луп, додека се редат рими на MC-а кои имаат и тоа како добро флоу. Одлично е што дојде до виделина на денот овој албум по 10 годишно крчкање на звучната манџа, но тоа подразбира и дека Джордан кој излегува од пензија и Ламбе кој скока по спрајт се референција од 90-тите, кои што имаат убав носталгичен аспект дефинитивно, но ветријат кога ќе се слушна нели од денешна перспектива, верувам дека денешните генерации не се ни допрени од нив, па затоа и се надевам дека нема да треба да чекаме уште една деценија додека го добиеме новиот албум на Контранапад, барем не ние кои што сме љубители на бумбап традицијата на хип-хоп културата од минатото, кои што да чекаме нови изданија кои што се сработени во оваа провениенција. Тука ќе направиме кратка музичка пауза и теоријата ќе ја примениме во пракса, односно ќе слушнеме Контранапад заедно со самите интермеца од радио, ќе слушнеме и помеѓу нив композициите Нека вози, ќе слушнеме Фанкот не е мртов, Вечен студент, Ситни души, ако имаме време ќе слушнеме и Мојот блок и уште еден ден. Така што уживајте со композициите на Контранапад. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре, 459-то издание, именувано како Раритет број 5, односно издание на емисијата која што е посветена на преглед и анализата на новите домашни музички остварувања. Именно за самиот крај на емисијата сакам да ви говорам за албумот на Дино и Мери, именуван како Reflections, албумско остварување кое ја збогати пред серизницата на лейбелот PMG Jazz, одсвирен од предводникот на домашната модерна класика. Дино и Мери го свири целосниот албум на пијано, снимен е од страна на Дамир Мери и Ади и Мери, мастерингот е кај Мите Димовски Тралала, односно неговото студио, и фотографијата на обвивката на албумот на Кирен Зелениковски, со дизајн на Виолета Качакова. На обвивката забележуваме еден поглед вперен кон небото, кај што има поигрување со перспективата низ бруталистичките свиоци и стаклената површина, спојот на модерното и традиционалното, што е одраз и на модерната класика која што можеме да ја наслушнеме на ова амбиентално дело. Дино работи и музика за филмови, како што тоа беше случајот и со носечката композиција на краткиот филм Јас не сум Игор и композициите за кои што ги работи заедно со Ади за бројни други проекти на кои што сме навикнати да го слушаме.
а албумот го започнува Introduction, композиција која што започнува како капки дожд да паѓаат врз дирките, забележувајќи како со леснотија Дино си поигрува со клавишите, создавајќи едно флуидно течение на нотите, кај што го изразува пред се неговиот сентимент, допирајќи до меланхоличните нишки, засекувајќи ги со разиграност на неговите лесни прсти, така што оваа композиција се одликува со овие две крајности на неговиот мелодиски израз, кој го користи како вовед за запознавање со неговите музички афинитети, а New Day започнува со нагласена продорност на ниските октави на левата рака, додека се разигрува десната со дирките, зрачејќи со звучна топлина, синтетизирана во ноти, и во оваа колизија се создава незапирливото меандрирање на мелодијата, која стивнува при своето бранување, внесувајќи позитивни вибрации во разиграниот нанис на тонови, во чистиот музички израз, во кој можеме уште тука да наслушнеме фрагментирани етно елементи, ставени во контекст на модерната класика. Третата композиција е Sentimental Waltz, како што сугерира насловот, започнува спорадично и меланхолично, додека се остава музичката подлога за да може да се разлие лајт мотивот, водејќи еден елегичен, внимателен танц врз црнобелите дирки, кој се интензивира додека добива на темперамент звучниот танц, пред да се навратиме на срамежливиот валцер од почетокот на композицијата. Четвртата композиција е Chuang Tzu Butterfly, композиција која што започнува фуриозно со нагласено и разиграно продирање низ нотите, пресликувајќи го сонот на Chuang Tzu, кој сонува на ноќ дека е пеперутка и со помош на рапидното интензивирање на темпото слетува и одлетува од еден свет на другиот, користејќи најразлични градации за доловување на овој вознесен стадиум на трансформација, кој води на една пилошка кулминација во самата композиција. Петата творба е Gala's Dream, една салонска композиција која е пригодна за гала вечери, отмена спорадична творба која Дино сепак наоѓа начин да ја исполни со лиричност и емотивен изблик, кој треба да соодветствува на еден зачекорувачки продир во сонетиот свет, со еден одличен премин во кој настанува пробудување во самиот епилог. Шестата композиција Allusion, темпо ди пајдушко, една кратка композиција, низ ова концерто гросо, Дино наоѓа начин како да го инкорпорира метарот на пајдушкото во рамките на една раскошна композиција која ја засекува со одсечени приказ на етноритмиката, што звучи доста невообичаено кога ќе биде ставена во контекст на модерната класика. И последната композиција на Миохо Ренге Кио, односно јас те пратив на вода Калино, најдолгата композиција која што го затвора албумот, уште една во која се реинтерпретираат етно елементите на препознатливата творба, искористувајќи ги нејзините лирски, односно поетични квалитети, за да се доловат низ сентиментот на пијаното, во кое што Дино несомнено дека има изнајдено начин како да ги запее стиховите на композицијата преку нотите, која што е насловена за воспевањето, односно the Mystic Law of the Lotus Sutra, односно со будистичкиот концепт за подигнување на човечката душа од измачувањето во повисоки пространства, една концепција за вознес пред се, која соодветно е пресликана со лирскиот израз на пијаното, додека се аранжира композицијата за Мицката Калина, сосема соодветно за вевнувањето во повисокиот стадиум на битсувањето. Добиваме скоро 24 минути, што во светски рамки соодветствува можеби на EP издание, меѓутоа прашање е пред се изведба на еден инструмент со 7 композиции, така што се поставува прашањето во кој факт да се категоризира делото со своето време трајање од една страна, кој е содржински, па од друга страна поседува содржајност на долгосвирачка плоча со време трајање, можеби на EP. Ова полемика е неважна, ја тргаме на страна, затоа што сведоци сме на свирењето на пијано со голема вештина и прецизност на Дино, кој умее да воспостави темел на елегичност, кој го надоградува со разиграниот прстомет по
во дирките, правејќи ги композициите вибрантни и оживотворувајќи ги во една уникатна форма која што дава длабочина и дава дополнително слоевито значење кое што тие го содржат на музичко ниво. Нема да негирам дека би сакал да слушнам дувачки инструменти, не знам, мал тенор, саксофон или труба како се извива од овие композиции и ги доведам кај си друго рамниште, или како што често соработува и со Ади додека работи на филмската музика. Иако и во овој облик Дино демонстрираше дека еден инструмент е доволен за композицијата да биде целовита, доколку знае музичарот како да раководи со него, односно како да го управува и да замени буквално еден цел оркестар. Сепак моето љубопитство не ми дава, а да не фантазирам како би функционирал Дино во еден камерен состав, например, кога би бил во колизија со дувачи, со ритм секција, кај што комплементарно можеби ќе биде надоградувањето од страна на музичарите од негов ранг и тогаш би можел да се стави во колизија со другите инструменти и да се даде уште поголема слоевитост на композициите кои што би ги создавале како авторски творби, се разбира. Тоа би сакал да го слушнам од него. И како што тоа нели беше реализирано на јубилејниот концерт кој што го имаше изведено пред некое време, се надевам дека ќе имам можност еден проширен состав да погледнам со централна фигура Дино и Мери, кај што ќе ги задржи препознатливите реконтекстуализирани етно елементи во творбите, при тоа истакнувајќи ги и топлите милозвучни примеси кои што ги нуди и ги допира пред се со своето музицирање. Меѓутоа, до тогаш ќе уживаме во овие моќни музички рефлексии во кои што Дино демонстрира дека пијаното може да биде многу гласно и дури да замени целосен бенд со оглед на тоа што музичарот знае како да допре до најразлични сентименти на емоционалните состојби кои што ги евоцира благодарение со одсвирените ноти на неговото пијано. Така што од овој албум ќе слушнеме Introduction, A New Day, ќе слушнеме и Chuang Tzu Butterfly и секако ќе завршиме со двете композиции кои што ги фразираат од една страна Пајдушкото и од друга страна ќе слушаме последната композиција Јас те пратив на вода Калино. Тука можам да го затворам ова издание во кое што имавме можност да слушаме музика од 4 нови албумски остварувања, односно од бендовите Next to Silence, од проектот Cursed Day, од Контранапад и од Дино и Мери, со кој што го затворам 459-тиот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои ги кријат тајните на универзумот. Јас сум Златко Ѓелевски, а до наредното издание на Дансе Макабре ви останете да слушате домашна музика и да се гордеете со неа. Чао!